Кој нема пајакот, ама ќе дојде. Без гајле ќе дојде пајакот и да ви кажам најискрено, мака ми е што без пајакот ќе ја почнам оваа емисија, но мака ми е за една друга работа, мака ми е дека секој ги криви политичарите за се и се што во оваа држава. Така ли е? Па така си е, да, се, они се криви за се и се што, ама и тие се луѓе, бе. Значи, не може така за се да ни се криви политичарите. Значи, не е фер тоа. Па, мислите друг да беше на некое нивно место, ќе беше поарно случајно? Еве, например, Каролина ако ни беше премиер. Например. Ако Каролина беше премиер, мислите поарна дека ќе беше работата? Каролина да беше премиер, немаше никогаш да најде партнер за коалиција. Никогаш! Или, например, замислете си ситуација во која Лозано е премиер. Замислете тоа. Лозано да беше премиер, одма ќе го продадеш името. Одма. Како ќе се викам? Лозано, Лозановски, Северен Лозано. Замислете друга работа. Замислете Раде Рогожаров да беше премиер. Знаете ли на што ќе... Не ти се допаѓа тоа. Замислете како ќе изгледаше некој интервју со премиерот. Господине премиер, зголемена ли е опасноста во државата? Опасност! Опасно! Сум љубен во тебе! Хеј! Ама премиере! Ама не сваќате ме премиере! Не сваќам! Луд сум без тебе! Премиере, бе, молам, уозбилете се, дали има опасност од грчко вето, дали сте можеби отворени за повик од грчкиот премиер? Да, сум. Нека ми се јави. На 223 305 те чекам, Ципрас, јави се. Убаво викаш дека не е убаво да е Ромезанов? Друга работа, жива среќа е што Калиопи, например, е пејачка, а не е, например, вице-премиер за евроинтеграција, да. Кај е Калиопи? Многу го сакаш Рогожаров, Ѓого? Замислете Калиопи. Вице-премиер за евроинтеграција доаѓа на пресконференција после Букурешт. Самитот, НАТО самитот. И викаат: Господје Букле, како си поминавте на НАТО самитот во Букурешт? И таа ќе направи: НАТО, не су ме пустили! Чомовски да беше премиер. Не може никој да го свати што сака да каже Чомовски. Чомовски искача на прес, Чомовски: Наша голема желба ни е да бидеме полноправна членка на Унијата. Или луѓе, колку ќе ни беше мачно да знаете, да ни беше премиер Ивица Боцевски. Ивица Боцевски, ако ни беше премиер, ќе беше катастрофа. Значи, тој немаше да може да се одлучи. Малку во ЕУ ќе влезевме, па ќе излезевме. Па малку во НАТО ќе влезевме, па ќе почленувавме малку во ИСИС, па малку во Јеховини сведоци, Руска Федерација, па на крај ќе ни избркаат од сегда. Саше политико ако беше. Еве не премиер. Ајде, не му давам сега толку функција, така? Ајде, Саше нека биде Агенција за млади и спорт. Па ако беше Саше Агенција на млади и спорт, боксот ќе беше број 1 во Македонија. Јанко Јади Бурек да беше председател на собрание. Значи, пратениците немаше да можат да дојдат до збор. Ке искача пратеникот: почитувам председателе, почитувани пратеници. Гаси го! Гаси го! Гаси го! Не, пазете, не се сите лоши, например, не дека па кој било ако беше ќе беше полошо. Има некои луѓе што ако беа на чело на државата, например, или слично, ќе беше подобро, значи за сите нас. Еве да речеме, например, Ноне ако беше, билатералните односи со Африка ќе ни беа перфектни. Перфектни ќе ни беа. Перфектни.
Абе идеш тука, шеташ низ Скопје 2014, црнци на посета кај стигнат. Ја гледате слика? Што мислите? Што ви доаѓа на памет? Било кој? Не се срамете, ајде. Например, мене ми доаѓа, ноне, црно ти се пишува. Срам да ти. Маријан Стојановски, ако беше председател. Значи, Маријан Стојановски прво ќе се облакаше вака. Да. Ово иначе не бе кога бил председател, ова е на маскамбал, веројатно, кога, не знам, глумел. Ова може да е председател, ама на Струмички карневал, евентуално, нешто, таква работа. Така, Маријан, да ви кажам зошто ќе беше подобро. Бидејќи ако Маријан Стојановски беше председател на државата, ние ќе бевме одамна влезени во НАТО. Па вие валјда не мислите дека Маријан Стојановски би чекал НАТО да му даде препорака? Абе има да отиде таму да им викне, еве дојдов без да ти се најавам НАТО. Еве дојдов. И битна работа. Александар Маленко исто така. Морам да признам дека би било многу подобро да е премиер. Значи, една е причината. Нема човек што би составил влада полесно од Александар Маленко. Знаете ли зошто е тоа така? На пола од бившите жени да се јави, ете ти 30 души. Александар Аце Маленко. Овде имам доста работи, како што гледате, што не ми ни требаат. Пријателче, да рециклираме. Ајде, рециклираме. Машала. Харти нема да ви сметаат вака како што ми сметаат мене, ако си плаќате онлайн со картичките на Стопанска, така да си го знаете, тоа мислам дека може да ви биде од корист. Сега да видиме што имам во сценариото. Во сценариото пишува телефон. Режија телефон. Ало? Телма. Да? Ова емисија сум. Да, во емисија сте, што сакате? Сакам да ве похвалам. Фала Да Богу. ви кажам дека емисијата ви е супер. Фала Богу. Редовно ве гледаме дома, се смееме со децата. Фала. Баш ни е мило. Конечно, да ви кажам право, само се јавуваат некои без везе, те некој терсене, те некој неарен. Баш ми е мило вака што се јавува некој што е фан на емисијата. Уште нешто да не сакате да споделите додека сте. Само така да во етер. продолжите. Добро? Фала. Фала. Продолжиме ние да гледаме Фала. топ тема. Поздравете го и Чомовски и цела. А таман бе мислиш ке ти тргне таман. Па не е фер бе ова. Кој се смее на Чомовски, мене не ми е јасно бе. Ало, да? Ало, не е ред да перкинете, јас се смеам на Чомовски. А кој е ова? Јас сум онај братучет што се јави пред некоја емисија за бадеми, не знам дали се сеќава што Дали ви беше и тоа. Дали ви беше малку гласот поинаков? Па нешто сум сегал на зебел, со лапна вода и ова, али видете, емисија на Чом треба да има и пар ствари за топови. Чув дека тоа Не, господине, топ тема е сериозна дебатна емисија. Тоа не е емисија за топови, значи не е. Значи топ тема не значи дека е за топови. Ме разбирате или не ме разбирате? Не, зашто е онда, не? Значи слушајте ме, не е ни за топови, ни за ламфери не е ни за пиуни, не е ни за кралици, не е ни за кралеви. Па онда за што е? За коње. Значи